Причинува задоволство, денеска што имавме една официјална средба на делегацијата на владата на Република Бугарија, предводена од заменик председател Каракачанов и представници од владата на Република Северна Македонија, на која што изразивме полна подршка на меѓусебните добри односи, на заемната соработка за развојот на двете држави, меѓутоа развојот и на регионот. Посебно заради тоа што денеска токму на оваа средба, како резултат од досегашната работа и соработка на тимовите на двете влади, го подпишавме и протоколот за соработка за борбата против трговијата со луѓе помеѓу владата на Бугарија и владата на Македонија. Од разговорите кои што ги имавме со господинот Каракачанов за поддршката која што Македонија добива во НАТО интеграциите на Европската Унија, впрочем принципите кои што беа на Бугарија во времето на председателството со Европската Унија, принципите на председателот на владата Бојко Борисов се принципи на обединување на сите држави во Европската Унија од Балканскиот полуостров, од Западниот Балкан, така наречен, и да изразам благодарност за посветеноста на целосната поддршка која што се даде на Република Северна Македонија и во НАТО интеграциите за Европската Унија. Се надам дека сите заедно ќе продолжиме и понатаму да соработуваме, да ја праќаме таа порака на пријателство, на заедништво и дека само преку заедно делување, преку заедна соработка и двете држави, и граѓаните на двете држави, меѓутоа и регионот може да имаат напредок и просперитет. Што се подига на едно повисоко ниво, заедната соработка, размената на информациите, оперативното делување на двете држави против трговијата со луѓе, заради тоа што трговијата со луѓе е еден од сериозните предизвици пред кои што треба да бидеме исправени, да се справуваме во иднина како еден од постојаните предизвици. Таму каде што имате миграцијата, таму постои трговија со луѓе. Многу е важно таа соработка во областа на безбедноста да биде ефективна, да биде ефикасна, да испратиме порака дека токму и државите на балканските простори се подготвени за ефикасна борба, за една взаемна соработка, дека може да бидат и кредибилни партнери и на Европската Унија. Посебно е значено за Република Северна Македонија што ваков договор се подпишува со соседна држава, која што воедно е и членка на Европската Унија. На мен ми се иска този процес да тече по-бързо, комисията да се събира по-често, но в края на краищата се върви в правилната посока. И аз би сакал овој процес да тече по-бързо, но на крај краишта иде во правилен правец. Няма какво да делим в историята и няма защо да търсиме факти на противопоставянето. Нема што да делиме ние од историјата и да ги дефинираме противречностите на двете држави. Но тази тема е една тема, която, както виждате, има своето отражение и в българското общество, и в македонското общество. Но како што гледате, овие процеси имат и во двете држави консеквенции. Както виждате, разбираме се и без преводач. Няма проблем. Но този въпрос трябва да го решим един път за винаги. Защото той създава напрежение между хората. Значи трябва да се решат овие работи, за да има прогрес меѓу двете држави. Така, мисля, че вървим в правилната посока. Може би и на господин Спасовски, пък и на господин Заев, и на господин Борисов им се иска тези разговори между историчарите да върват по-бързо. Но нека да ги оставим да работят. Значи, ќе ги оставиме работите, историчарите да ги договорат на спротивставеностите и да има прогрес меѓу двете држави.